Добро вечер, дневник во 22 часот. Ова се настаните на денот. Со масовен собир младонагоричане ја прослави Света Петка. Општината од понеделник започнува со чистење на речните корита. Повисоки пензии најави владата од септември. Селската слава на младонагоричане Света Петка синоќа беше одбележана на сред село со масовен собир. Посетители доаѓа од целиот регион да се видат со своји роднини и пријатели, но и да запалат свеќа за здравје. Централната прослава на селското игралиште ја збогатија изведби на неколку културно-уметнички друштва, а по повод празникот беше организиран и турнир во мал фудбал. Традиционално и годинава во селото Младонагоричане со голем општонароден собир се одбележа големиот христијански празник Света Петка. Овој значаен ден ги спои патиштата на луѓе од целиот регион кои со своите роднини и пријатели го чествуваа името на Света Маченица Параскева, која меѓу нив важи за заштитничка од разни несреќи и многу болести. На жителите на Младонагоричане Света Петка е селска слава, па освен прославата на сред село, гости имаше и во секое домаќинство. На само 200 или 300 метри од сред село се наоѓа црквата Света Петка, каде православните христијани вечерва запалија свеќа и се помолија за здравје. Тие сметаат дека ваквите собири се добар начин за одбележување на овој за нив значаен празник. Многу убаво, воодушевена сум. Нешто свечено, нешто убаво, нешто силно, јако. Еве, дали повторно ќе дојдете на овде? О, да. Среќна сум што имав прилика да дојдам. Секоја година доаѓам и многу ни убаво. Еве, што за вас значи Света Петка празникот конкретно? Па што ја знам, јак светац, поштуемо си. Дали ваквите собори се добар начин да се одбележи празник? Да, и убава организација има све. Све што посака човек. Празникот е православен, го почитуваме. Што исто тука ни потекнува фамилијата од Младонагоричане. Еве, дали вие запаливте свеќа, што за вас тоа значи? Па секако, нормално тоа што се вика почест еден кон Бога, кон Света Петка, поготово пошто празникот е денес, утре се слави. Еве, господјо, вие што за вас значи Света Петка? Па голем празник. Добро, еве како вие го прославувате? Па еве вака, кога се празници се собираме со Роднини и пријатели. Со пријатели се видуваме. Река од посетители се слеваше од сите краишта на Куманово, Криван Паланка, Кратово, како и другите општини на територија на Република Македонија. Луѓето празнично дотерани и духовно исполнети од големината на празникот велат дека со задоволство секоја година патот ги носи во Младонагоричане да се сретнат со своите роднини и пријатели. И трговците се задоволни од посетеноста и секоја година со душа ја чекаат Света Петка, бидејќи за нив тоа представува ден на среќа и задоволство, но и можност да се заработи некој денар повеќе. Има и такви кои што сметаат дека пред 5-6 години помасовно бил посетуван собирот, а луѓето немале финансиски проблеми, па можеле повеќе да купуваат. Прошла година било поарно, било е народ. Сега погледате. Сега има помалку народ. Помалку се народ, помалку купување се е помалку. Народ има доста добро и е доста ретабилно. Еве, за разлика од лани, како е оваа? Поише има, болje него од лани. Уште е рано да се каже дете, али најверојатно подобро ќе биде. Кажбата до сега како е? Па да, како и увек, ист. Звукот на зурли и тапани ги собра посетителите на сред село, каде што на спортското игралиште се одвиваше централната прослава, па сите расположени граѓани се фатија за оро. На собирот настапија и неколку културно-уметнички друштва. Друштвото на пензионери Ѓоко Симоновски со нивна преработка на изворни македонски песни го привлекува вниманието на публиката, а друштвото на српската заедница Српски вес ја збогати прославата со традиционални танци и ора. Српски вест Старогоричино се представува по втор пат сега. Сега се почеток ги е. Со кој ора? Па со негде татачно мислим ората сега. Мислам најпознати национални ора кои? Па српски се вери, да.
српски вес. Колку играчи еве настапија вечерва? Вечер настапија 65 играчи. Добро, и како публиката ги прифаќа играчи? Публиката ги најболje прифаќа играчите, пошто они деца се од оваа општина Стара Горичане и отворена културно уметничко друштво одека. У општина Стара Горичане. Па чувството е феноменално, зашто си дел од тој настап, а сите тебе гледаат, значи е преубаво. Манифестацијата ја помогна и општината Старо Нагоричане, а по повод празникот вчера се одржа и турнир во мал фудбал. Инаку во православниот календар постојат 3 личности со исто име Света Параскева Петка, поради што кај народот најчесто се мешаат и се мисли дека се работи за иста личност. Првата е Света Петка Римјанка, втората Света Петка од Иконија и третата Света Петка Епиватска, позната и како Трновска. Најпозната меѓу нив е третата, на која празникот, познат под името Петковден, и се празнува на 27 октомври, и поради тоа и другите две се идентификуваат со неа. Од понеделник ќе започне тендерската постапка на чистење на речните корита на неколку локации во градот и при градските населби. Според градоначалникот Зоран Дамјановски, со превземање на ваквата превентивна мерка ќе се намали ризикот од поплави. Од понеделник ќе започне чистењето на речните корита на Кумановка, Липковка, еден дел од Крива река и делови во приградските населби, најави градоначалникот на општина Куманово Зоран Дамјановски. Тој додаде дека оваа акција е превентивна мерка за да се спречат несакани последици и настанување на поголеми поплави. На 10 има отварање на тендер за чистење речно корито, негде 3 километри чистење речно корито. Почнуваме од мост на Седорек до негде Проевце и идеме тоа од моста Седорек према излаз на автопат. Имаме негде 500 метри Крива река чистење. Имаме најава од граѓаните за отварање на шахта на Серава, на крај на Серава, зависно од габаритот на ѓубрето кое е таму. Мислам дека ќе може да го клопиме ово чистење. Ќе имаме една интервенција на мостот на Стотка во населба Карпош. Значи таму имаме сериозен проблем. Меѓутоа таму има и немарост на граѓаните ги има узурпирано самиот суводол и тука имаме направено објекти, имаме сериозен проблем за големо недодување на вода, кое може да направи голема штета како што се случуваат овие денови во Македонија. Дамјановски апелира до граѓаните да се однесуваат совесно и да ја чуваат животната средина. Тој посочува дека практиката на создавање на диви депонии и фрлање смет во речните корита треба да се искорени за да се намалат ризиците од поплави. Во текот на вчерашниот ден регистрирани се 2 пожари на запалена сува трева во населбата Доброшане и на улицата Никшичка. Првата интервенција на територијалната противпожарна единица Куманово било од 9 часот и 35 минути до 10 часот и 55 минути, при што била гаснета опожарена сува трева на непозната површина во атарот на селото Доброшане. Втората интервенција била на улицата Никшичка од 13 часот и 50 минути до 14 часот и 40 минути на запалена сува трева. Сите пожари се ликвидирани и нема причината материјална штета. Премиерот Никола Груевски најави дека септемвриските пензии ќе бидат повисоки за 5%, а покачувањето најверојатно ќе биде линеарно. Зголемувањето ќе биде од 600 до 630 динари за секој пензионер. Корисниците на пензии се задоволни од покачувањето, но очекуваат ваквата практика да продолжи и понатаму. Септемвриските пензии кои пензионерите ќе ги добијат во октомври ќе бидат повисоки за 5%. Зголемувањето е програмирано во буџетот и најверојатно ќе биде линеарно. Секој пензионер ќе добие од 600 до 630 денари повеќе, најави премиерот Никола Груевски. Тој додаде дека речиси секоја година се врши зголемување на пензиите, а до сега се зголемени за над 67%. Пензионерите пак велат дека оваа ветување е од поодамна и би требало конечно да се реализира. Што се тиче, тоа е изворно речено унапред обеќано. И секој пат повторува дека стварно ќе ни даде. И треба да ни даде. Ќе биде, што викамо мој по наши кумалски, 2 аршина. Знаеш ли зашто? Оние што поголему пензiju има, ева сега зборимо ми с дето. Вика колку имаш ти, ја 20, он колку има 10.000. За njega ќе му биде тој криво малку. Линеарно ако иде. Али за 20 нешто ќе има или 15.000, ќе
ќе му биде добро. Пензионерите се жалат дека пензиите се мали во споредба со високите цени на прехранбените производи и редовните месечни комунални давачки, па не ги задоволуваат основните потреби. Слушај, пензии су мале. Спрема стандард, пензии су мале. Што има пензија по 7-8 илјади има? Ја тоа има 12 у градилино сам бија, 35 години. И у Ирак сам бија 2 години, у Либија 2 години. По Чешко, вамо, намо, у Руси, режиска плата ни ја дава на нас, минимална на 6.000, просекат. И затоа сега имам 11.000. Они дава по капку, ама оне осети што има с 30.000, 20.000, с 40.000. За дел од корисниците на пензиите, секое покачување е од големо значење за нив и нивните семејства. Тие додаваат дека досега пензиите им биле зголемени неколку пати, но не треба да се застане тука, туку и понатаму да се продолжи да се применува овој принцип. Добро сега, секој денар е добре дошол. Па било мало, било големо. И тоа е тоа. Треба да ги даде, пошто е најавил. Требаше у март месец да ги даде тие пари. Он префарли, отиде у септембар месец да ги даде. Ама верувам дека ќе ги даде сега. Наредна плата таму, пензија, ќе ги даде. Дали мислите дека треба да продолжи на ваков начин, да полека? Нормално на пензионери се многу загрозени, да ти кажем право. Многу се ниски пензии имат. Инаку во земјава според најновите податоци на ПИОМ има вкупно 297.000 пензионери. На граничниот премин Табановце денеска напладне имаше зголемена фреквенција на возила кои границата ја поминуваа без подолго чекање. Протокот на возила и патници се одвиваше нормално, а зголемената фреквенција е поради годишните одмори. Поголема раздвиженост денеска имаше и на наплатната рампа Романовце. Сообраќајот надвор од градските средини е зголемен. Автомотосојузот на Македонија препорачува внимателно возење, прилагодена брзина на движење и почитување на поставената сообраќајна сигнализација. Посебно внимание е потребно на делниците кои минуваат низ клисурите и засеците, особено на патните правци Катланово-Велес, Маврово-Дебар-Струга, Демир-Капија-Удово, Кочани-Делчево, Виница-Берово, каде е можна почеста појава на одрони. За интервенциите и болничките трошоци на 81 пациент во странство од касата на Фондот за здравствено осигурување биле исплатени 224 милиони денари. Директорот на Фондот за здравствено осигурување Македонија, Сашо Стефановски, изјави дека за оваа намена буџетот е неограничен, а право на лекување во странство имаат сите оние кои не можат да бидат лекувани во Македонија. Годинава 81 пациент добил позитивно решение од ФЗОМ за лекување во странство. За интервенциите и болничките трошоци од касата на фондот се исплатени 224 милиони денари. Првиот човек на фондот вели дека буџетот за оваа намена е неограничен и дека во странство се праќаат сите оние кои не можат да бидат лекувани во земјава. За нас цената на интервенцијата воопшто не е важна. Можеме да потрошиме онолку колку што е потребно за нашите пациенти, доколку стручните лица, професорите во комисиите ја утврдат потребата за лекување во странство, изјави Сашо Стефановски, директорот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија. Тој објаснува дека за лекување во странство одлучува комисија составена од професори, а се повикуваат и лекарите кои го лекуваат пациентот во земјава. Комисијата еднаш неделно ги разгледува барањата, но доколку станува збор за итен случај, односно кога пациентот е во животно загрозувачка состојба, барањето мора да се реши за 2 дена. Од пред 2 години променете начинот на плаќање за лекување во странство. Од еден модел кој се користеше порано пациентот да плати 20% од цената на чинење на лекувањето, на иницијатива на владата тоа се промени. Сега пациентот плаќа само 12.000 денари без оглед колку чини интервенцијата, додава Стефановски. Според него ова е од голема важност за пациентите и за нивното лекување, бидејќи некои интервенции чинат и по 300.000 евра. Во Куманово денеска времето беше сончево и малку облачно. Максималната температура изнесуваше 32 степени, а минималната 19 степени Целзиусови. Дуваше слаб северозападен ветер. За утре се најавува многу топло и сончево време. Дневната температура ќе достигне до 32 степени, а утринската до 17 степени. Со временската прогноза го завршуваме денешниот дневник. Ви благодарам на вниманието, пријатно.